Добро вечер. Следите ново издание на емисијата Тренинг. Во овој период во македонската јавност превладуваат две теми како приоритетни. Македонско-бугарските односи по одлуката на Софија да го блокира македонскиот пат кон ЕУ. И втората, здравствената слика, која станува се поалармантна по растечкиот број на заразени и починати од COVID-19. Ова издание на Тренинг, мој соговорник е претседателот на Македонија, Стево Пендаровски. Ви благодарам најпрво што издвоивте време да бидете мој соговорник во ова издание на Тренинг. Благодарам за поканата. Председателе, држава во наредните 30 на дена ќе функционира во кризна состојба. Во јавноста превладуваат две становишта. Најпрво дека предоцна најпрво донесовте одлука за кризна состојба, можеби. Иако во време кога имавме релативно поголем број, односно помал број, на заболени и починати, носевте одлуки за вонредна состојба, полициски час, денови на карантин поминати. Зошто не се определувате сега во овој период на поригорозни мерки? Значи, прво, во овој момент е битно армијата да може повеќе да и помага на полицијата и на здравствените власти, дека е неспорно дека со овој втор пик кој е многу полош отколку првиот на короната, овие прво надлежните, да ги наречам, здравствените власти и полицијата веќе се исцрпени до крајни граници. Во овој момент армијата нема поголем простор да помага. Ние користиме една правна основа од Закона за служба во армијата и тоа не е доволно. Имаме само околу 40-50 луѓе кои сега помагаат. За таа бројка да биде многу поголема, мора да има кризна состојба, бидејќи според Законот за менаџирање со кризи, вели армијата може да има поголема улога во поддршка на полицијата само ако има криза прогласено вонредна или воена состојба. Значи тоа е едниот аспект. Во однос на вонредните состојби кои ги прогласувавме на времето, јас ги прогласував затоа што немавме парламент. Парламент имавме кој не беше функционален, знаете, кој не сакаше некој да го свика, и во тој период единствен начин при постојање и на техничка влада и при непостојање на парламент да владата воопшто владее во состојба на корона беше да владее преку уредби со законска сила. Уредби со законска сила може владата да носи само ако е декларирана вонредна состојба. И јас тоа го направив од тие причини. Инаку, знаете, например, имате корона, имате потреба од пренамена на некои ресурси во здравствениот сектор, постои закон за извршување на буџетот, вие без законска измена не можете да направите пренамена само со одлука на влада. Бидејќи закон не може да се донесе, да се измени, нема парламент, тоа го правиме со уредби со законска сила, што се со други зборови кажано закони во време на вонредна состојба, и само така можевме да пренамениме значаен дел од ресурсите преку тогашната техничка влада за воопшто да се справиме со тој првиот бран на пандемија. Че тоа се тие работи кои не зависи само од бројката на заразени и починати, туку од целиот политички и правен контекст. Немате парламент, мора некако таа техничка влада да владее и правите вонредна состојба. Сега ви треба поголемо учество на полицијата, се извинам, на армијата, во поддршка на полицијата, и немате друг начин, ако сакаме тоа да биде легално, че вие, војникот, не можете да го ставите во состојба да на улиците да излегува во една демократија во која тоа не е предвидено. Мора да има законски основ, инаку вие можете утре и да го злоупотребите тоа. Тој правен основ. Затоа му даваме правен основ и само тоа беше резонот зашто сега се прогласува кризна состојба. Ако ми дозволиш, сосема накусо да објаснам, слушнав и такви критики од луѓе кои се прават генерали после битка. Значи, велат дека кризна состојба предлагале во март месец годинава, и јас и владата во тоа време не сме прифатиле криза на цела територија, туку сме оделе со вонредна, кажав зашто мораше да има вонредна, немаше кој да владее со оваа земја во време на пандемија, а сега прогласуваме кризна состојба. Чи што е разликата? И постои една изјава моја од март месец оваа година во која велам дека ние вака како што е сега концепирана кризната состојба во Дебар и во центар Жупа. Немате капацитет. Немаме ресурси, затоа што, еве ви кажам, во тој период за население по стариот попис, ако одиме, Дебар и центар Жупа имаат околу 14.000 луѓе и едно значајно подрачје кој треба да се покрива, и ние имаме тотален локдаун. Имаме полициски час. Армијата заедно со полицијата е на сите влезно-излезни контролни сообраќајни пунктови. Не дозволува никој да влезе и да излезе, бидејќи имавме забрани за движење од град во град и од регион во регион. Имавме 650 припадници на армијата тогаш ангажирано само за тие две општини.
Ако го направевме тоа на ниво на цела држава, ќе ни треба 5-6 илјади луѓе минимум, тоа ни војската ни полицијата не можеше да го испрати. Сега ние немаме полициски часови. Армијата сега со оваа кризна состојба ќе и помага на полицијата во обезбедување на стратешки објекти, во обезбедување на болници, во обезбедување на магазини со лекови и со друга заштитна медицинска опрема, нема да биде на сообраќајните пунктови што по дефиниција бара многу луѓе. Затоа велам, ако содржината на оваа кризна состојба сега биде слична како содржината на кризната состојба за Дебар и Центар Жупа во март и април годинава, ние повторно немаме ресурси. Но се чини и вие рековте во текот на вашиот прв одговор дека ситуацијата сега е многу подраматична во однос на... Неспорно. А одите со порелаксирани мерки. Значи, јас зборувам за улога на армија, која ќе даде поддршка, која треба да даде поддршка на медицинскиот сектор. Значи, види, не зборуваме за тенкови, авиони, не зборуваме за тој тип на противник. Зборуваме за вирус. Јас зборувам сега за Совет за безбедност. Ја можам да се сложам дека Советот за безбедност, бидејќи работи безбедносна компонента, треба да ја гледа и таа евентуална компонента на здравствената криза. Али ова е примарно здравствена криза. И тука треба да се прават со неправни термини да се изразам, значи вонредна ситуација, кризни мерки, па дури и воена состојба во здравството со повикување на пензионирани доктори, со повикување на студенти од 6-та генерација, од 6-та година, завршна година на медицински факултет, доктори од приватни институции и така натаму и така натаму. Значи, Но Советот за безбедност само во тој дел може да помогне и овој вториот аспект кој го испуштив е и приватните ресурси, не само приватните здравствени установи, генерално приватните ресурси можат, ако владата процени да ги земе, да ги менаџира во овие 30 дена, да даде соодветна компензација, затоа што ситуацијата е навистина драматична, не само кај нас. Но председателе, доколку ситуацијата не дај Боже излезе од контрола, што ќе биде првиот сигнал дека треба да одите на поригорозни мерки? Сега ги мобилизирате и приватните клиники, болници, извинете. Сега знаете што, сега вака да нема забуна. Можеби нема да бидат ангажирани. Тоа е проценка на кризниот штаб и на владата. Јас само овозможувам со предлогот, а тие со својата одлука, да постои правен основ. Ако сакаш и тоа да го направиш. Ја не верувам дека баш сите приватни здравствени установи ќе бидат ангажирани во оваа ситуација, меѓутоа дајте да им дадеме шанса на властите тоа да го направат ако им треба, ако сметаат дека им треба. Значи и тие ресурси да ги имаат. Ако не дај Боже ситуацијата оди и полошо, нема да одиме према вонредна ситуација бидејќи постои парламент. Може да менува закони ако ти требаат. Ќе се оди веројатно во заострување, претпоставам, во рестрикција на движењето на граѓаните. Ќе се оди можеби и кон целосен политички час. Значи, кризата, што е сега, денеска прогласена, нема никаква врска со политички час. Но може да има. Ако не дај Боже пандемијата оди на полошо и полошо, нема да бараме мерки по овој редослед. Кризна, вонредна, па воена. Веќе станува збор за здравствена криза, примарно. Бидејќи велите дека примарно станува збор за здравствена, но очигледно дека здравствената криза полека може да прерасне и во социјална, економска, безбедностна? Веќе е. Економска е сигурно, социјална е сигурно. Ние сме во 8-9 месеци затворени сите по домовите. Имаме минимално, имаме и кога нема мерки, кога нема политички часови, држиме физичка дистанца. Во делот на тоа дали ќе стане безбедносна, допрва ќе видиме, до овој момент нема индикатори дека таа може да биде, зборувам за Република Северна Македонија. Значи нема индикатори дека заради пандемијата нашата безбедност е загрозена. Во на традиционална, класична смисла разбрана. Председател Пендаровски, многу често во јавноста можевме да слушнеме и од владините представници дека граѓаните се недисциплинирани и тоа е можеби една од главните причини поради која се шири вирусот. Може да го лоцираме проблемот кај граѓаните само? Неспорно е дека, дали тоа е врзано со менталитет, веројатно, дека граѓаните еден дел, ја би рекол еден многу мал дел од граѓаните не се дисциплинирани. И тоа ја мислам дека а сите други се колатерална штета. Не, сакам да кажам дека еден дел и од државните институции не се дисциплинирани во наводници. Значи примен законот, имаме мерки. Вие паметите што се случуваше не само во однос на верските заедници кои во тој период беа на тапет како да се единствените кои работат контра прописите и мерките во тој период. Значи ние мораме да разбереме селективноста во дали една кафана ќе работи, дали друг ресторан нема да работи. А имаше и такви случаи, и ден денеска има. Ги гледаме, по јавноста се јавуваат, се зборува за таквите случаи. Тоа значи дека и државните институции
се селективни, дел од нив, не велам сите, не може да кажете дека само граѓаните не почитуваат и за тоа е пандемијата. Ако се почитува доследно, 100%, без исклучок, мерките, ако се имплементира од страна на институциите, граѓанинот не почитува во ред. Ама институцијава што прави? Ако санкционира 100 од 100 ситуации, ја ви тврдам дека тоа е и заклучок и на Комисијата за заразни болести. Ние ќе имавме драстично помал број на заразени и починати во овој период. Детектирате слабости во работата на институциите во справувањето со пандемијата? Апсолутно. Значи, гледај, Каде ги лоцирате слабостите? гледате, во селективна примена на законите и прописите. Значи, имаме ли случаи во јавност кога некоја кафана, дискотека, не знам, концерт на некоја звезда од соседството или од тука непречено се одвива и имате не знам колку луѓе, не 30, не 50 или 30 или 50% од капацитетот, како што беше доскоро, него е еден преку друг што се вели. Не гледам санкција. Имате ли случаи, ги знаеме сите во јавноста, да кафич, ресторан, угостителски објект е затворен, запечатен од инспекција, газдите доаѓаат, го тргаат печатот, продолжуваат да работат. Значи, дали граѓаните само се недисциплинирани или и институциите, не сите, дел, не се баш дисциплинирани во конкретна доследна примена на законите. Председател Пендаровски, дали не мислите дека можеби имаме и одреден степен на задоцнети чекори и одлуки? Значи, јас сум сега лаик во таа работа. Јас го слушам она што го кажуваат луѓето, не само на Совет за безбедност. 2-3 пати повикувавме луѓе и директно од Комисијата за заразни болести. Мислам дека тој министерот за здравство најдобро го објаснува. Не постои сет на мерки кој денеска важи во една Германија, во една Франција, во една Британија, која сакате демократска држава, а не важи кај нас. Да кажам околу доцнењето што прашувате. Ние воведовме воредна состојба не само во регионот и во цела Европа во рамки на неделна дена. Против сите држави во Европа воведува воредна состојба од 13 до 19-20 март. Границите се затвараа со идентична динамика, со идентично темпо. Значи, ако комшиите затворија, ако ние први затворивме, и тие затворија. Сите мерки во тој дел, практично тој главниот сет на мерки на СЗО, беа имплементирани сегде. Меѓутоа, повторно велам, прва работа, и во најдемократските држави во светот, имате шокантни бројки на заразени и починати. Франција, Германија, Италија. И бројката во Македонија не е за потценување. Значи, јас вчера во изјавата реков, не е оправдување и не барам оправдување тоа што сите околу нас имаат втор пик, да го наречеме, многу полош од пролетниот. Не е оправдување што Италија има второ Бергамо, не знам, Франција има не знам колку и Германија, кои се неспорно многу поорганизирани држави со многу повеќе ресурси од нас. Меѓутоа, дајте да видиме и во делот на имплементацијата дали може нешто да се подобри, а не само да се обвинуваат граѓаните дека не почитуваат закони, дека ние сме, не знам, така, лесни во бахати во менталитетот и баш многу не ни интересира. Или дека е тоа така наречен стар балкански синдром на избегнување на обврските и на непочитување на државата како таква. Не мислам дека е тоа. Ние сме и такви. Господин Пендаровски, ќе придеме на втората тема од разговорот, македонско-бугарските односи. Очевидно Македонија е имуна на постојани вета и блокади. Имавте разговор со вашиот бугарски колега Радев. Каков е вашиот впечаток после тој разговор со бугарскиот претседател Радев и постојат ли реални шанси после заострената реторика или црвените линии кои Бугарија ги испостави во наредните неколку недели да се постигне договор во однос на точките за кои очигледно постојат сериозни разлики меѓу двете земји? Реални шанси не постојат. Реални шанси не постојат. Шанси некакви минимални постојат, и тоа реални, изгледни, високи, мнозински не постојат. За жал не постојат. Затоа што ме прашавте за Радев. Јас ќе ги спојам овие две тези внатре околу шансите и околу мојот разговор со бугарскиот претседател. Разговорот беше прилично конструктивен тон, ама во тонот, не во содржината. И да ја вратам година и пол назад. Декларацијата на бугарскиот парламент, која беше усвоена со неверојатен процент, само 4 пратеника беа против, сите беа за, и власт и опозиција, и големи и мали партии, беше иницирана од претседателот Радев. Како? Месец дена претходно ја повика комплетната влада на чело со Бојко Борисов во својот кабинет и тамо заклучија, бидејќи тој имаше претходно исто таква една своја политичка позиција, слични тези внатре,
слична содржина, вели ова мислам дека треба да добие поддршка и од највисокиот законодавен дом. И доби. Председателот Радев не се разликува од премиерот Бојко Борисов. Воопшто не се разликува од Екатерина Захариева. Не се разликува од Каракачанов. Станува збор само за персонални стилови, личен стил. Дали ти се изразуваш на еден начин, јас на поинаков начин. Меѓутоа, главните позиции, главните тези на бугарската политика кон нас, или кон тоа како го велат историчарите, така наречено македонско прашање, е идентично во последните 70 години. Основоположникот на тие позиции дека не постои македонски народ и не постои македонски јазик е Тодор Живков. Чи практично бугарската денешна актуелна современа политика, власт, опозиција сосема сеедно, нема излезено од матрицата на живковизмот и од матрицата на нивната комунистичка историографија. Велики го тоа, не велам дека ние немаме исто така црни петна или нејасни или еднодимензионални погледи во нашата историографија од истиот период. И ние имавме комунизам. Помек, тој комунизам. Не велам дека и тука нема простор за прецизирање на некои историски аспекти кои во тој период од идеолошки причини не се представени како што треба. Значи, целокупната историска вистина за некои историски настани и личности и кај нас не е представена целосно. Меѓутоа ме прашувате за бугарската позиција. Не можам да видам од 2020 дека нешто битно е различно во нината аргументација, во нините тези, во нините позиции од тезите, аргументацијата на Тодор Живков и на тогашниот врв на тогашната комунистичка партија на Бугарија. Председател Пендаровски, Бугарија не може се уште да излезе од матрицата на Тодор Живков. Премиерот Заев користи формулација нашите браќа. Вие велите Софија не се придржува на договорот подпишан за добрососедство и пријателство. Кои се македонските црвени линии од кои нема да се отстапи? Што всушност Бугарија бара од Македонија? Ако велите во овие барања не се содржани во договорот за добрососедство. Не се содржани, значи Бугарија во своите позиции ги има драстично изменето во последните неколку месеци. На што се должи тоа? И јас можам само да шпекулирам. Некој велат се должи на внатрешната бугарска политичка динамика пред нивните закажани парламентарни избори за март до година. Некој велат дека е тоа, јас мислам дека и тука има резон, дека тоа е долгодеценијска нивна политика по тоа прашање и тука нема политичар кој може битно да отстапи од тие параметри на таа позиција. Дали во оваа битка на бугарските власти официјално Софија е осамена или се кријат и уште некои други сили? Сите мои или наши информации кои доаѓаат од Брисел, кај што се дискутираат тие работи на ниво на највисоки политички представници на земјите членки, покажуваат дека ниту една, повторам, ниту една друга земја членка на Европската унија не ја споделува и не ја поддржува оваа позиција на Бугарија. Може ќе ве интересира една паралела да направам со нашите блокади преку НАТО, кои завршија до 2008 година со формално вето од страна на НАТО, не можеме да влеземе. Во тој период Грција имаше делумно прикриена, делумно отворена поддршка од 2 до 3 други земји членки на Алијансата. Имаше. Мнозинството беше на наша страна, меѓутоа постоја 2 до 3 држави кои дава, например во тоа време Франција на Саркози даваше поддршка на грчката позиција. Дури на Букурешткиот самит тогашниот француски председател експлицитно застанал во одбрана на својот грчки колега. Во овој момент, до овој момент не можам да видам дека некој и прикриено се согласува со опозицијата на Бугарија. Дали постои стравување од појава на евроскептицизам и ширење на антибугарско расположение? Денове сведоци сме веќе и на палење на бугарско знаме, например. Можевме да видиме видео. За жал, антибугарското расположение не треба да чекаме што ќе се случи во иднина. Тоа веќе се случува. И ја при тоа не би навлегувал во мотивите. Значи, многу ми навела заради ваквата реторика од бугарска страна, многу е тешко вие да немате пораст на антибугарското расположение или сентименти и во тоа има вистина. Меѓутоа факт е дека такво нешто се случува. Она што посебно може да загрижува е порастот на евроскептицизмот. При тоа мораме да споменеме дека за жал во 10-те години на Никола Груевски сите анкети покажуваа, значи во таа декада тој автократски режим, дека евроскептицизмот порасна за околу 20 до 25%. Поинаку кажано, околу 20 до 25% и тоа претежно етнички македонци, не етнички албанци и други етнички заедници,
претежно етнички македонци, ја намалија својата поддршка за нашето членство и во НАТО и во Европската унија. Значи, практично во тие години ние бевме на одвај, дали и бевме преку 50% од етничките македонци кои беа за членство во Европската унија. Тоа се поправи во изминативе 3 години во одреден процент, некаде 5, 7 до 8% максимум во делот на етничките македонци, бидејќи проблемите со кои не блокираат, заради кои не блокираат се претежно во делот на македонскиот етникум. Меѓутоа, евроскептицизмот зема замав, од порано се има развиено. Сега, ако ова блокада, особено ако ова блокада потрае, неспорно е дека дополнително ќе се зголеми и тоа може само да не загрижува нас, сите нас што сме тука, еврофили или луѓе кои навистина мислат дека Европската унија нема одржлива алтернатива за развојот на нашата земја. Дали ако ова блокада потрае, како што велите, постои ли опасност од внатрешна политичка криза во земјата? Јас мислам дека не постои. Ако се вратиме на претходното прашање, ако расте, а неспорно дека расте и може да расте при таков развој на настане, да, во тој случај може да добиваат на сила партиите кои веќе ги имаме во парламентот по прв пат, кои не ја сакаат таа западна насока на нашата земја и не сакаат да зборуваат ниту за НАТО, ниту за Европската унија. Значи, во тој дел може да има политички промени кон тој десен популизам, како сакате да го наречеме, кој е во суштина антизападен. Меѓутоа не можам да видам политичка нестабилност. Знаете, затоа што во основа, јас тоа го кажа во едно поранешно интервју и беше примено со изненадување од некои кругови на политичката сцена, јас тврдам дека во однос на ова сега, што не е проблем со Бугарија, тврдам дека главните партии во македонскиот блок, условно кажано, СДСМ и ВМРО ДПМН, имаат идентични позиции. Како ќе ги премостиме или како би можеле да ги премостиме разликите со соседот? Само со продолжување на преговорите и после блокадата, значи и после нивните избори, кога ме прашуваат дали постои алтернатива за Европската унија, велам да, постои, тоа е Европската унија. Значи, не дека нема на хартија и други организации. Ето ние зборуваме за организација составена од држави кои се демократски и кои ти поставуваат услови за да влезеш тамо, а целта претходно да бидеш и ти демократски систем. Значи не ни требаат организации кои не поставуваат услови. Ја не се плашам од тоа. Оној кој ќе каже дека Македонија во моментов, Северна Македонија, во моментов е демократија од рангот на Германија и Франција, не разбира ништо од политиката. За да дојдеме до тоа ниво, нам ни треба помош од старите демократии на Европа. И тие порано ги нарекуваат поглавја, сега ги нарекуваат кластери, се нужни за навистина фундаментална демократска трансформација на општеството. Без европскиот надзор, да кажам, најгрубо, ние не можеме да станеме вистинска и богата демократија. Така што секоја идеја дека ние можеме да размислуваме за движење на неврозаните или не знам за некои евроазиски регионални организации се заблуда или тие луѓе не знаат за што зборуваат, не ги познаваат тие организации, какви се во суштина, или имаат лоши намери кон својата држава или работат против својата држава, зашто да не го кажеме тоа отворено. Председател Пендаровски, се чини дека се уште во домашната јавност одредени научни кругови, па еве и Ману денове можевме да слушнеме дека предлага да се преиспитаат одредени договори, почнувајќи и вклучувајќи го и договорот со Бугарија. Се сеќавате сигурно пред неколку месеци кога почитуваниот професор Денко Малевски излезе со негова изјава во однос на Крсте Петков, Мисирков, Гоце Делчев. Го расчеречивме човекот. Сега секоја следна изјава се чека на штрек. Знаеш, тие дел од тие, да ги наречам грубо утврдени историски вистини, ни се всадувани на сите нас во главите од најмали носа. Многу е тешко вие денеска да кажете нешто што отстапува од таа стара утврдена историска вистина, така како што е утврдена во комунизмот или социјализмот, а да не наидете на жестока реакција од нашите луѓе тука. Ако паметите колку повеќе месеци пред изјавата на Малевски, јас имав изјава за Гоце Делчев, во која реков дека во тој историски контекст тој тука и тамо се изјаснувал како бугарин. Меѓутоа се борел за македонска држава, обидувајќи се да најдам некаков прозор на можности, како велат, или да отворам пат за работата на комисијата на историчари која објективно беше блокирана веќе тогаш. И тука почна од главната опозициона партија сообштенија од типот на тоа дека ја треба да се извинам на македонскиот народ, воопшто не сакајќи да погледнат малку повеќе во историските архиви кои го третираат тој период и тие личности.
Но тоа не е моја работа, не е работа на политичарите да ги разбиваат тие историски предрасуди. Наша работа е само да овозможиме простор за историчарите, за луѓето од струката, тоа да го прават. До сега тоа не сме го правиле. На институционално ниво. Диалогот со Бугарија исклучиво ќе се решава врз научна основа или на крај ќе мора да биде врз основа на политичко решение? Ние инсистираме од почетокот на комисијата на работата на комисијата на историчари да биде врз научни факти. За жал, бугарскиот дел од комисијата од самиот почеток форсираше политички фрази и флоскули, одејќи со тоа дека ние сме воспоставени како народ со указ или декрет на Јосип Брз Тито и слични небулози. Значи, политиката беше исклучително многу присутна во работата на комисијата составена од историчари од самиот почеток. Не ли гледате мала промена во тактиката на Софија и во разговорите меѓу двете комисии? На почеток се користеше формулација заедничка историја. За подосна да се заговара споделање на историја. Јас мислам дека вистината е поинаква. Што е вистината? Обратно е. Во договорот формулацијата која се користи е заедничка историја. Јас во едно мое старо интервју спомнувам споделена историја. Моето разбирање на терминот заедничка историја е дека ние мораме да имаме нешто споделено и за тебе како бугарин и за мене како македонец, тоа биде доволна основа за заедничко чествување. Не поминаа 24 сата, добив критики од официјални места од Софија, мислам дека тоа беше минатата година, дека ние не зборуваме за споделена, туку за заедничка историја. И нивното читање на тој термин е дека под заедничка историја е само бугарска историја. Тие тогаш не го кажа вториот дел од оваа фраза што вие кажуваме сега, дека под заедничка подразбираат бугарска. Последниот месец дена тоа го кажуваат нескриено. Меѓутоа, идејата на договорот не е ние да подпишеме дека до 44-та било се твое или ваше. Значи, мислам дека не треба да правиме муабет околу тоа. Бидејќи тоа не е историски факт, прво. И второ, којето е доволно луд да каже се во 2020 дека јас како политичар ќе менувам историја. Политичарите не смеат да ја менуваат историјата. Вистина е дека победниците ја пишуваат историјата. Меѓутоа, повторно, историчарите од победничката страна ја пишуваат историјата. Денеска во 2020 срамно е да зборуваме за поразени и победени. Споменавте дека меѓу власт и опозицијата нема разлики во однос на позициите во разговорите со Бугарија. Разликата е во методологијата. Вие сте претседател на сите граѓани на Република Северна Македонија. Зошто не инициирате лидерска средба во однос на градење на широк консензус за прашања кои се од витално значење за државата? Не говорам сега само за македонско-бугарскиот јазо. Опозицијата критикува дека има пропусти во справувањето со пандемијата, економските последици. Јас од првиот ден од кога сум тука се обидов да одам во таа насока. Не помина месец дена од почетокот на мојот мандат и јас свикав Совет за безбедност, на која единствена точка на дневен ред беше, освен да ги промовираме новите членови кои доаѓаат по функција во тој совет и по мој избор, единствена точка на дневен ред беше безбедноста на Македонија и на регионот, со импликации врз нас, на Северна Македонија. ВМРО ДПМН е одби да дојде на таа средба, бидејќи јас поканив по прв пат во историјата на тој орган представник и од опозицијата да присуствува, да слуша, ќе добие претходно безбедносен брифинг и безбедносен сертификат за таа седница, бидејќи сметав дека тоа е прашање кое надминува партиски рамки. Нивното образложение беше дека станува збор веројатно за некоја небитна расправа со многу ниско ниво на доверливост. Нешто во таа смисла. Од тука натаму, се додека не дојде на дневен ред прашањето за предвремени парламентарни избори, јас не можев да воспоставам, иако имав неколку обиди, нормална политичка комуникација со главната опозициона партија. Тогаш дојдоа представници на ВМРО ДПМН. И после тоа доаѓа кога беше пандемијата, кога веројатно беше ќе не идеше на критики на јавноста ако главната опозициона партија не се појави на лидерски средби од тој формат на кој се разговара за една ситуација која целиот свет го клекна на колена. Потоа, знаете и сами, тоа беше јавно објавено, затоа што според нив не сум требал воопшто да му го дадам мандатот на Зоран Заев да прави влада, иако тоа беше
кристално јасно и чисто по сите уставни и законски норми, тие ги прекинаа комуникациите со мене. Значи прво ќе сочекате да добиете некаков сигнал кај опозицијата дека би присуствувале, па би свикале лидерска? Апсолутно. Па гледате, нивните последни заложби, последни изјави се дека тие се обидуваат да направат еден неверојатен лупинг. Се обидуваат да организираат лидерска средба составена само од опозициони партии. Мислам дека тоа е пародија на самата идеја да разговараме за стратешки прашања во таков формат. Како ќе го расчистиме криминалот, а се залагаме за национално помирување? Мислам дека корените за националната непомирливост во моментов во криминалот години ја лежи на други места. Криминалот придонесува, не велам дека не придонесува. Меѓутоа, матриците на двете главни партии, сега зборувам за македонскиот блок, бидејќи тие прашања во однос на Грција, во однос на Македонија го тангираат македонскиот народ. Матриците на кои се формирани тие, нивниот историјат, нивната генеза како партија е многу различен и да не одиме са нанас за 100 години во кои од тоа време има зачетоци на тие и социјалистички и не знам и националистички или автономни федерални дури движења, партии и субјекти и така натаму. Факт е дека станува збор за различни партиски идеологии. И ја разбирам дека од тој аспект гледано е тешко да се направи национално помирување или заедничка национална позиција за 2-3 точки. Меѓутоа, таков тип на партиска поделба постои практично во сите демократски држави во светот. И тие повторно успеваат да направат национален консензус за име, за презиме, за јазик, за евроинтеграции. Многу битно, ние мораме да направиме, а не сум сигурен воопшто дека имаме и за тоа. Повторно имаме голем раскол и во тој дел. Околу оската на стабилноста на државата се меѓуетничките односи. Главната опозициона партија, на пример, меѓу другите работи, го оспорува законот за јазици, законот за албанскиот јазик. Тврди дека е неуставен. Тие имаат прилично жестока реторика према албанската заедница изминативе неколку години. И тоа исто така, а позицијата на СДСМ и таа коалиција, сегашната влада, е сосема спротивна од тоа. Тие зборуваат за едно општество за сите, инкорпорираат и во своите редови етнички албанци, што не било случај никогаш. И тоа се два исто така концепти кои мора да се помират на највисокото ниво. Највисокото ниво е дека сите што живееме тука, нема дојденци и газди или староседелци, туку сме сите тукашни, наши и сите мораме да бидеме равноправни. Инаку во однос на криминалот, ако зборуваме, криминалот ја подкопува генерално довербата на граѓаните во своите институции и кога вие немате доверба од страна на граѓаните во значаен број во институциите, во тој момент вие добивате пасивност или добивате бунт на улици, протести, или добивате пасивност, што е уште пострашно, бидејќи ако граѓаните се пасивни, вие имате политички елити на власт со многу со минимален легитимитет. Тоа е погубно за една демократија. Значи, мислам дека организираниот криминал, кој високата корупција, која ни е проблем со години, или тоа владење на правото, кој ни е проблем со години, Европа го детектира за 10 години, 15 сигурно, ние мораме да го разбереме како државен проблем. Тоа не е проблем на СДСМ, на ВМРО, на ДУИ, на Алијанса и така натаму. Тоа е проблем со кој ние независно од етничка или партиска боја мораме да се бориме подеднакво. И за тоа треба национален консенсус. Лакмус за тоа дали навистина сметаш дека е тоа државен проблем, независно што си денеска ти на власт, утре јас, е ако додека си на власт ги апсиш и ги гониш и своите, условно кажано, кои го скршиле законот. Тоа е лакмус. Препознавате дека во моментот, како што и вие велите, цитирам, се гонат и своите, односно власта ги гони и своите? Не сум задоволен од темпото со кое тоа се прави. Значи, порано знаеме дека немаше воопшто. Сега има неколку случаи од специјалниот јавен обвинител поранешен, сега имаме неколку подобвиненија функционери поставени од оваа власт, што тука има почетоци кои охрабруваат, меѓутоа тоа мора да биде системски пристап. И мора да ги опфати сите кои го прекршиле законот. Не заради некаков паритет, тројца твој, тројца мој, или не знам, тројца албанци, тројца македонци, тоа мора да биде системски пристап, што подразбира правосудниот систем да се ја тера работата без политичко мешање и политички команди како да постапува. Господин Пендаровски, благодарам за издвоеното време и за интервјуто. Благодарам. Почитувани гледачи, следете интервју со шефот на државата Стево Пендаровски, а по кратката пауза за реклами продолжуваме со следните соговорници за ово издание на Тренинг.